Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон ги повика ирачката влада и курдските лидери во Северен Ирак да го решат преку диалог нивниот конфликт за курдското самоопределување и спорните територии. Тилерсон побара разговори меѓу двете страни во почетокот на состанокот во Багдад со ирачкиот премиер Хайдар ал-Абади. Тилерсон притоа прецизира дека Соединетите држави имаат пријатели и во Багдад и во Ербил. Американската администрација застана на страната на Абади во отфрлањето на референдумот, што се одржа во минатиот месец во курдскиот регион, а на кој големото мнозинство курди се изјаснија за независност. Вашингтон исто така ги повика двете страни да избегнат на тамошна ескалација, откако Абади се спротивстави на гласањето, изолирајќи го курдскиот регион и нареди негови војници да го преземат градот Киркук од курдските борци. Наведувајќи дека Багдад не сака конфликт, тој додаде: نحن عندما دخلنا إلى كركوك أرسلنا رسالة واضحة أن المواطنين الكرد هم مواطنين أعزاء من الدرجة الأولى في العراق. Во исто време и официјална Москва побара од курдските лидери да почнат диалог со ирачките власти. Мы подтвердили позицию российской стороны в пользу урегулирования всех вопросов между правительством Ирака и руководством курдской автономии через конструктивный взаимоуважительный диалог на платформе единства и территориальной целостности иракского государства. Лавров се состана во Москва со ирачкиот министер за надворешни работи Ибрахим ал-Џафари, неколку дена откако руската државна нафтена компанија Роснефт се согласи да преземе контролата врз главниот ирачки нафтовод. Ирачкиот министер за нафта Џабар ал-Уаби веднаш побара појаснување од Роснефт. Лавров рече дека Русија ќе продолжи со економските врски со ирачкиот Курдистан, како што тоа го прави и со другите конститутивни делови на Ирак.